Кадетската екипа на Виктори Волеј изминатиот викенд ја освои шампионската титула, откако на завршниот турнир овде во салата Партизан успеа во полуфиналето да го собода тимот на Јанта, а во финалето и градскиот ривал Наковски Волеј, односно кадетскиот состав. Покрај мене е Елена Илков, кој што е на некој начин стандарден првотимец на Виктори Волеј со сениорите, но можеби задолжена и за подмладокот на Виктори. Елена, пред се честитки за освоената шампионска титула. Дали на самиот старт од оваа сезона очекувавте подмладокот на Виктори да се закити со една титула? Најпрво благодарам за вашите честитка. Па да, можем да кажам дека уште од самиот почеток, уште од кога почнавме да се спремаме за оваа одбојкарска сезона, имавме таа цел да влеземе, односно да влеземе најпрво во 4 екипи кои што го прават тој Final Four во таа кадетска категорија 2002 година родени девојчиња и помлади. Значи, како што течеше турнирот во текот на годината, значи ги редевме успесите со победи нормално, најпрво во групата додека игравме над превари, потоа кога излеговме вкрстување со екипите од другите групи, резултатите доаѓаа неминовно и на крај веќе кога успеавме да влеземе во 4 најдобри на завршниот турнир кој што се играше завчера, односно во неделата, успеавме најпрво да го победиме ривалот од Јанта од Скопје и се пласиравме во финалето, каде што нормално исто остваривме успех, значи го освоивме првото место, со екипата на Наковски исто бевме претходно и во групи, и таму исто имавме играно. Имаме и доста пријателски утакмици со нив изиграно и на некој начин знаевме како да се поставиме, каква да биде нашата игра и со тоа и резултатот беше таков како што излезе. Титула, шампионска титула. Сега имам едно прашање вака директно до тебе, со оглед дека имаш богата одбојкарска кариера зад себе и како репрезентативец и како стандарден член на Македонија Макс, сега и на Виктори Волеј, и да не ги броеме. Гледаш ли во овие девојчиња некоја замена на Елена Василева, сега Елена Илков? Значи, генерацијата ме подсетува исто на таа на генерација кога јас бев на нивни години, значи со тие успеси, освоени кадетски, пионерски шампионати, успеси со школските екипи над преварување, кои што исто гледам и они ги пратат, односно ги достигнуваат, така да ако проложат со работа, бидат трпеливи, се разбира дека успехот е неминовен и ќе излезе сигурно некоја Елена Василева дури и подобра. Она што го забележувам, дел од девојките кои што се надпреваруваат во кадетскиот состав добива минутажа дури и со сениорките. Значи ли тоа дека Виктори Волеј е на вистинскиот правец и дека струмичката женска одбојка не треба да се плаши за својата иднина? Точно, значи оваа година дека имавме исто екипа и во првата лига, во која што и ние исто игравме, мислам дека дел од девојките кои што беа со нас во првата екипа, тоа искуство, тие надпревари кои што ги имаа секој викенд, се и те како значајни за тоа што го има додека се надпреваруваа они во нивната кадетска категорија. Значи тоа е едно големо искуство да видат како на вистина треба да се движат, значи се на вистинскиот пат и така само треба да проложат. Имам уште едно прашање. Дали од оваа екипа може да очекуваме нова титула следната сезона? Дали останува косторот ист? Овие девојки сега што се во кадетска генерација, мислам дека бевте и најмлади на овој турнир. И може да очекуваме веќе следната сезона и атак и на титулата во младинска конкуренција. Да, значи екипата 90% ни останува истата, значи продолжуваме со истите сили и ќе се надпреваруваме и во кадетската и во младинската категорија и нормално нашите цели и успеси се продолжување на тие позитивни резултати и се надевам и на многу повеќе титули во иднина. Илков, ти благодарам на овој интервју. Благодарам и на вас. Кадетките на Виктори Волеј, како што спомна и Елена Илков, беа најмладите девојки во одбојкарскиот кадетски шампионат на Македонија. Впрочем, и добар дел од нив настапува и во младинска конкуренција, но и со сениорскиот состав. Покрај мене е господинот Киро Јанков, кој што на некој начин е задолжен и за сениорките, и за кадетките, но пред се заврши турнирот, она што го видовме во Партизан изминатиот викенд.
Ако направиме една генералка или еден генерален заклучок сега, постои ли задоволство кај Јанков од она што се постигна прво од завршниот турнир? Секако, целта е постигната, тоа што на почетокот ни беше зацртано. Значи, крајната цел ни беше успех пред се на кадетките, бидејќи повеќето од нашите одбојкарки се кадетки, плюс што имаме две младинки и неколку сениорки кои што се надпреваруваат во првиот тим, така да крајната цел е шампионска. Да, тоа е во кадетска конкуренција, но со оглед во самата најава реков дека некако сте задолжени за сите генерации. Еве сега да ве прашам, споредно освоена титула во кадетска конкуренција и девојките кои што на некој начин го носеа дел и од товарот во сениорскиот состав. Генерално, Виктори Волеј надпреварувачка 2017-2018. Па, можеби малку со првиот тим можевме малку повеќе да постигнеме, но сепак прва сезона со овие млади девојки неискусни, но сепак има нешто позитивно од тие толку многу надпревари, сепак тие акумулира многу искуство со тоа што целта ни беше нели ова последното кадетското првенство, така да се надеваме ние и продолжуваме со работа, со тренинзи и Да, мислам дека Виктори Волеј минатата сезона беше со подмладокот, го оваа сезона со прв тим пријави. Колку давате акцент, сепак титулата го кажува тоа дека давате акцент на младите категории, но мислите ли дека фокусот треба да биде насочен во градење на квалитетни одбојкарки кои што ќе бидат гордост на Струмица? Да, секако насоката треба да биде во градење на квалитетни одбојкарки, затоа и ние, еве да кажем, не сме 50 во сала на тренинг, туку сме максимум до 20, така да сакаме да го зголемиме квалитетот, а не само квантитетот. Така да дојдеме до некоја цел, до квалитетни одбојкарки. Може да ни кажете со кои генерации се оваа сезона настапувавте или некако фокусот е ставен само на кадетскиот состав кој што дава свој придонеси во младинската и во сениорската екипа. Имаме ли пионерки кои што исто така работат овде? Да, имаме пионерки, со нив работи повеќе професорот Доне, инаку ние сме еден тим на тренери кои сме задолжени по категории, така да секој си има по некоја задача повеќе во некоја категорија. Да, се надпреварувавме и во пионерки. Имаме и таму некаде околу 20-25 одбојкарки кои се надеваме ќе го пополнат местото на некој кој можеби во иднина ќе замет на факултет, на училиште во странство и така. Овој кадетски состав годинава со шампионска титула. Илков рече дека и идната година ќе се атакува. Но со оглед на зголеменото искуство кој што ги имаат овие девојки низ целиот тој турнир, може да очекуваме поголем подвиг и со младинскиот состав и со сениорскиот тим? Па се надеваме веќе, ние остануваме, како што рече Елена, 90% со овој тим. Сега ќе видиме дали ќе продолжиме со прва лига, државна лига. Ако продолжиме, сигурно ќе ни треба нешто плюс, бидејќи сепак тие се млади, тие имат 14 години. Какви да се, колку и да се добри, имат 14 години. Така, но верувам дека можеме во младинска конкуренција. Да, во младинска апсолутно, во младинска можеме и текако. Дури сите ќе се плашат од нас после ова. Мислите дека ќе бидете и до година шампиони и во кадетска и во младинска? Па не зборувам за младинска, бидејќи Но и овие девојки имат искуство пред себе. Имат, но за во нивната категорија апсолутно веќе сме многу надмокни над другите екипи. И тоа се гледа, го зборуват и другите тренери и публиката и така. Да, и само за крај сакам да ве прашам за и околу плановите во иднина. Рече дека по знак прашање оној прв состав, но верувам дека ќе се најдат сили и начини. Има ли иднина струмичката женска одбојка гледајќи ги овие девојки? Има, секако има. Гледате, имаме 3 струмички екипи и секако во Македонија е во експанзија, во подеме женската одбојка. Имаме
пионерски 25 екипи, има кадетски 25 екипи, младински 25 екипи и оние 10 што се надпреваруваат во првата државна лига. Значи тоа се многу голем број опфатени девојки во одбојката. Но она ни фали титула во прв тим од 93-та година, ако не се лажам. Може ли да очекуваме од оваа генерација? Извини, оваа генерација е гордост, значи наша гордост Струмичка и се надеваме дека тие ќе се идните шампиони на Македонија. Во продолжение ќе разговараме со Симона Крстева, девојката која што ја креира на некој начин играта во нападот кај Виктори Волеј и една од носителките на кадетскиот состав кој што изминатиот викенд ја освои шампионската титула. Крстева, честитки за титулата. Кога зборевме пред известен период, реков, не баш беше многу оптимист дека може да се освои титулата, рече, ќе видиме, ќе се потрудиме, но не се наметна како фаворитка, односно Виктори Волеј. Како беше завршниот турнир? Од што повеќе се плашевте, Јанта или Наковски? Па секако прво требаше да го совладаме Јанта, па одигравме одлично и подоцна почнавме да се припремаме психички за Наковски, со кој што одигравме многу голем број на пријателски утакмици, ја знаевме нивната игра, се трудевме, првиот сет го изгубивме, но сепак се вративме во игра и успеавме да го совладаме. Велам дека техничарот на некој начин е креатор на она одбојкарска игра пред се во нападот, дали ќе биде тоа левата или десната страна кој што ќе смешира. Рече, го изгубивме првиот сет. Колку тој прв изгубен сет од Наковски Волеј ве демотивираше или пак напротив ве мотивираше да докажете дека можете повеќе? Па сметам дека изгубениот сет не мотивираше за да покажеме пред се на Наковски, а подоцна и на целата публика која што беше присутна, дека ние сепак можеме и ќе успееме да ги совладаме. Колку публиката ви даваше подршка, ветер во грб? Па публиката беше пола за Наковски, пола за Виктори, но сепак публиката е неминовна, секогаш ќе ја има, не треба да не демотивира. Но мора да признаш дека Струмица има најдобрата публика кога ве бодри на теренот. Симона, може ли да очекуваме од оваа генерација, од тебе, од останатите девојки, нова кадетска титула идната сезона? Се сметате ли веќе сега за апсолутни фаворитки за до година? Секако ќе се трудиме, ќе тренираме со сета наша сила и сметам дека можеме да освоиме и следната година. Но јас очекувам и младинска титула. Секако. Благодарам. Разговараме во продолжение со Светлана Иванова, центарот на Виктори Волеј, кој што исто така даде свој придонес и максимум во дуелите против Јанта Волеј и Наковски за освојување на шампионската титула во кадетска конкуренција. Светлана, честитки за титулата. Верувам дека ова златно одличие прво ли е? Да. И како е чувството прв пат кога ќе се добие еден златен? Тоа неописливо, кога ќе се исплати целиот труд од сите години досега, сепак ние работевме за оваа титула, најпрво. Се надеваме дека и до година ќе не фати годината за кадетски лиги, па ќе се обидеме повторно да го достигнеме тоа. Светлана, каде беше во Грч, против Јанта или против Наковски? Реално да се избори. Реално страфот беше поголем за Јанта, бидејќи прва утакмица ние со нив. Имаме играно со нивните екипи во другите лиги, во прва лига, но сепак прв пат се сочивме во кадетско. Успеавме да го надминеме стравот, жарот за победа беше голем, мислам. Да, предизвикот е бидејќи мора финале, бидејќи таа е првата пречка. Мислам дека не би се задоволиле со трето место. Се стремавме на прво и сите од моите со играчки дадоа се од себе. И кога дознавте дека противник во финалето ви е Наковски Волеј, што си кажавте? Па, ние го очекувавме тоа. Градското дерби беше неизбежно. Струмица е одбојкарски град, се очекуваше тоа. Ни беше позната нивната игра, но сепак мислам дека и ние претрпевме промени во последната година. Многу напреднавме и мислам дека тоа беше заклучно за да дојдеме до оваа титула. И со Симона реков и тебе ќе те прашам. Освен во кадетска лига, може ли до година да очекуваме Светлана да се закити со медал во младинска конкуренција? Секако ќе дадеме се од себе и оваа година и се враќаме уште подобре на наредната. Благодарам и многу успех. Благодарам.
Титулата во кадетска конкуренција на Виктори Волеј не е случајна, имајќи во предвид професионалниот пристап на раководството и стручниот штаб на овој клуб во работата со младинските категории. Не само во домашните првенства, Виктори Волеј како клуб дава можност девојките од сопствениот состав да го почувствуваат и тоа меѓународно искуство, односно настапи на повеќе турнири. Сепак една од девојките кои што се закити со злато, но и го крена тој шампионски пехар е Зорица Гошева. Честитки пред се за шампионската титула, освоено прво место на државното првенство за кадетки. Може ли да посакуваше поголема пехар и поголема титула во сениорска конкуренција? Како прво благодарам за честитките. Се надевам дека со годините се повеќе и повеќе ќе се трудиме да успееме и се поголеми и поголеми пехари да освојуваме и да подигаме. Ова е прав пехар за тебе или има некој друг претходно? Со нашата екипа Виктори Волеј, ова ни е прв официјален пехар кој го добиваме и многу сум благодарна што е златен за прво место. Ама мислам дека играте и како средношколска екипа, така предпоставам дека се дружите и таму имате одбојка. Реков пред малку дека Виктори Волеј има еден професионален пристап, континуирано се работи, се овозможуваат услови за настап на турнири. Гошева, со оглед дека си дел од кадетскиот состав, но те честопати те гледаме и во сениорскиот тим, колку тоа меѓународно искуство ве гради како квалитетни одбојкарки, што значи повеќе надпревари и учество на повеќе турнири? Секако дека секоја недела имавме утакмици оваа година и секоја такмица не надоградува како играчи и се повеќе и повеќе се тренираме да играеме со противници, бидејќи ако тренираме само со нашата екипа нема да успееме ништо и верувам дека ако играеме со другите екипи се надоградуваме како играчи и добиваме искуство кое не се добива така лесно. Женската одбојка во Македонија дефинитивно е во подем. Пред малку Јанков рече огромен број на екипи во пионерска, во кадетска, во младинска конкуренција. Имајќи во предвид она што оваа сезона Виктори Волеј го даде, може ли да очекуваме Виктори Волеј да го води главниот збор, главниот примат во македонската женска одбојка во оние младински категории? Според твое видување. Според моје мислење, јас мислам дека Виктори Волеј е комплетна екипа, полна со играчи од високо искуство и верувам дека може да презентираме Македонија надвор од државата како екипа и се надевам дека во иднина ќе може да ја представиме државата. Светлана пред малку рече дека повеќе страф имала во дуелот со Јанта. Како беше кај тебе? Дали ти се плашеше нешто или пак трема доби против Наковски градскиот ривал? Секако дека имавме сите трема за двете утакмици, но верувам дека тремата беше поголема за Јанта, бидејќи Јанта не е противник кој се среќаваме со нив често. Оваа утакмица беше прва за нас со нив, затоа верувам дека имаше повеќе трема со нив, но кога видовме дека ние навистина сме подобри од нив, стравот го надминавме и можевме да ги победиме. И се најдовте во финалето против градските ривалки. Сите сте деца на Струмице. Како беше чувството кога во еден официјален натпревар, кога треба да се подигне тој шампионски пехар? Мислам дека утакмицата беше една од најдобрите досега. Тие што ја гледаа утакмицата може да кажат дека утакмицата сосема беше над наше ниво и мислам дека утакмицата беше прекрасна. Верувам дека ваков надпревар не имало и во сениорската лига. Ваков надпревар многу тензија, ретко, многу труд се вложи во оваа утакмица. И не мала работа од еден изгубен сет да се вратиш веќе трите последователни да ги добиеш. Гошева, јас ти благодарам на ова интервју, многу успехи, вакви пехари во вашите витрини на Виктори Волеј да се редат, а на вашите гради секако златни одличија. Благодарам. Почитувани, тоа беа разговорите кои што ги посетивме на новиот кадетски шампион Виктори Волеј, кој што оваа надпреварувачка сезона го крена шампионскиот пехар. Веруваме во девојките на Виктори Волеј, раководството и стручниот штаб дека и до година, не само во кадетската лига, туку и во младинската ќе направат подвиг, се со цел да докажат дека во Струмица женската одбојка се негова и има професионален пристап.